Изборниот законник е целосно усогласен со препораките на ОПСЕ и ОДИХР, но премиерот Христијан Мицкоски повторно ја повика опозицијата на разговор и наоѓање решение за гласањето во диаспората да биде подостапно, попрактично и поевтино. Да седнеме, да повторно разговараме во делот на гласање на диаспората, како да го подобриме тој процес, како да ја вклучиме повеќе диаспората. Еве, во ред тие одлучиле дека и покрај тоа што десетици земји во светот аплицираат електронско гласање, го имам јас и естонскиот модел комплетно разработен. Еве, нека не биде така, од 2029 година, од претседателските избори па натаму, тие се исплашени, бидејќи велат и тогаш ќе бидеме опозиција, па мисла дека некој повторно ќе им ги украде изборите. Фројд понекогаш проработува. Тие мислат дека како тие што се однесувале, така сите се однесуваат, но еве ние сме подготвени повторно да седнеме, повторно да разговараме. Гласањето на диаспората да најдеме модалитет да биде во обем многу поголемо, со што би заштедиле пари, еве нека биде со писма, преку пошта, било како да најдеме форма како да го интензивираме гласањето на диаспората и да го направиме достапно за диаспората. За европратеникот Михалис Рокас, изборниот законник е добар и очекува договор помеѓу власти и опозицијата да се постигне. Законот сам по себе е добар закон. ОДИХР и Европската комисија дадоа позитивна проценка и оценка, но она што преостана во моментов се модалитетите. Јас разбирам дека има несогласување кога станува збор за овие модалитети, но чувствувам дека има добра волја тоа да се надмине. И комисијата во парламентот за изборниот закон веќе работи и се надевам дека партиите на толку важна работа ќе бидат во можност да седнат и да постигнат консензус. Во однос на другите опозицијски барања, Мицкоски бланко ги прифаќа сите нивни предлози. А што се однесува до сите други барања нивни, јас кажав дека ние како најголема политичка партија ги прифаќаме еве без да дискутираме. Во делот на гласањето, дали за окружувањето ќе биде само на бројката или на името, како ќе се они согласат, ние тоа ќе прифатиме. Во делот на жалбите после завршување на изборот, исто така сме подготвени, како тие ќе се согласат, тоа ќе го прифатиме. Така што јас би сакал да бидеме 10 од 10, имаме време, дока 15 јули отприлика, некоја недела имаме плюс, да седнеме, еве, подготвени сме да уште се обидеме да најдеме начин како да го надминеме ова кое што денеска го прави преку своето неодговорно однесување опозиција. Опозицијскиот лидер на СДСМ Венко Филипче останува на ставот дека нема да отворат врата за изборен грабеж. Ние нашите позиции однос на изборниот закон јасно ги кажавме и ги образложивме. Од што стравуваме, зошто сметаме дека тоа не е добро да биде така формулирано во законот. Зошто да има различно гласање за диаспората и за луѓето кои што живеат во диаспора, од луѓето кои што тука живеат. Зошто ние тука гласачите да оставаме фингерпринт и така натаму, а некој да гласа електронски или да гласа со писма? Зошто да не е еднакво безбеден процесот на гласање за тие што се во земјата и за тие што не се во земјата? Ние за тоа се бориме. Тоа е нашиот став. Секогаш ќе бидеме конструктивни што се однесува на тие закони, но не по цена да отвориме врата за изборен грабеж. Изгласувањето на измените во изборниот законник е една од реформските агенди која треба да биде завршена за неколку дена и таа е важен момент тие да бидат во предвидениот рок за септемврискиот извештај на Европската комисија за напредокот на државата. Зголемување на цените на некои производи е констатирано во висина од 2 до 5% на бруто маржата, потврди премиерот Христијан Мицкоски. Нотирано е во одредени маркети зголемување на бруто маржата споредено со минатата година од 2 до 5%. И тие ќе бидат повикани на состанок и јасно ќе им се каже дека тоа е недозволиво. Мицкоски прецизно појасни за што станува збор. Ако минатата година во јуни месец бруто маржата била 10%, сега е 12 или 15%. Тоа се тие дополнителни 2 до 5%. И тоа ние нема да го толерираме и многу јасна порака ќе испратиме кон тие. Кога би се намалиле тие 2 до 5%, тогаш практично ние би биле земја со најниска инфлација во Европа во овој момент. Иако очекувам стабилизирање на инфлацијата во јуни месец, многу помала вредност во споредба со мај и со април, но ајде да почекаме, за една недела треба да се објават тие параметри.
Во меѓувреме се прави анализа на околу 700 производи каде детално се утврдува поединечната маржа на трговците, производителите, увозниците и дистрибутерите во синџирот кој ги креира цените во маркетите. Платите раснати, иако може и повеќе, но во споредба со владата на СДСМ и ДУИ сега сме во позитива, за разлика од претходниот период кога затекнавме минус 2 негативни проценти. Направи споредба премиерот Христијан Мицкоски по обвинувањето од социјалдемократите дека платите стојат во место. И во 2024 и во 25-та, а и во 26-та година јас очекувам дека реалната бруто, односно реалната нето плата ќе биде во позитива. Во 24-та беше преку 12%, во 25-та беше околу 6%, истото го очекувам и оваа година, така што тоа се 3-4 пати подобри резултати споредено со минатото. Дали е тоа доволно, не е, дали треба повеќе, треба. Мицкоски потенцира и дека за само 2 години владата вратила наследен долг од СДСМ и ДУИ во висина од 4,6 милиарди евра. Исто така треба да се има предвид и врските кои што ги наследивме, кои што ги остави претходната влада на СДСМ и ДУИ, кои што оваа година до крајот на година се отприлика 1 милиарда евра. Во овие 2 години од како сме влада, успеавме да сервисираме и да обезбедиме ликвидност за обврски кои што ги остави претходната влада од 4,6 милиарди евра. Тоа се навистина предизвикувачки бројки, но со домакинска работа успеавме сето тоа да го сервисираме. И така очекувам да продолжиме и во периодот кој што следи. Според Филипче, ребалансот на буџетот само потврдува дека владата води лоша економија. Ребалансот е практично признание дека оваа влада лошо ја води економијата во земјата. Граѓаните тоа го чувствуваат секојдневно. Повисоки цени, нема раст на платите, стандардот тоне. И тоа е вистинската слика за економските политики на оваа влада. На пресекот на годината, на половина на годината, кога и со овој предлог на ребаланс на буџетот, граѓаните повторно нема ништо да почувствуваат во подобрувањето на животниот стандард. Економската одржливост не е доволна и таа треба да се претвори во конкурентност и подобар животен стандард, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски на настанот под наслов Претварање на одржливоста во конкурентност. Зборуваме за модел на економски развој кој создава сигурност. За држава која е отпорна на кризи, за институции кои создаваат доверба, стопанство кое е подготвено да се надпреварува на најразвиените пазари. Економија која создава можности за младите да останат овде, да основаат компании, да инвестираат и да ја градат својата иднина дома. Во вакви услови владата има улога. Наша обврска е да создадеме предвидлива деловна клима, ефикасни институции, модерна инфраструктура, квалитетно образование и регулаторна рамка што нема да ги кочи инвестициите, туку ќе ги поттикнува. Кога зборуваме за резултати, не зборуваме за бројки сами по себе. За секој економски показател стојат илјадници човечки приказни. Стои нечија нова работа, ново отворена фабрика, повисока плата, семејство кое полесно ги покрива месечните трошоци. За Мицкоски, бројките не значат ништо ако нема подобар стандард. Уште поважно е што по долг период повторно имаме реален раст на примањата. Попадот на реалните плати во 2022 од 2,9%, во 2024 имаме реален пораст од 8,8%, 25-та 5,3%. Тоа значи дека економскиот раст не останува само статистика, тој постепено се претвара во подобар животен стандард за граѓаните. Се разбира, чудата се невозможни и се разбира дека чуда нема да се случат, треба време. 3D радари, термални камери, транспортни возила, симулатори и преносни сензори беа презентирани денеска во касарната Илинден во Скопје, набавена за армијата вредна 40 милиони евра, а како резултат од соработката со Европскиот мировен фонд при Европската унија. Ние остануваме како влада посветени да ги исполнуваме сите барања од страна на НАТО алијансата. Главниот командант на вооружените сили на НАТО за Европа, господинот Гринкевич, кој што јасно кажа дека сите инфраструктурни проекти кои што во моментот ги движиме, вклучително и средствата кои што ги одвојуваме,
представуваат пример за многу земји членки на НАТО и тие во нашиот случај достигнуваат и до 4%, што навистина за нас представува една цел која што ќе се обидеме во годините кои што следат да ја одржиме. Пофулни зборови за развојот на македонската армија и соработка во рамките на НАТО и Европската унија искажа евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас. Денес, навистина сме задоволни што може да ги видиме овие видливи резултати од ова партнерство. Европската унија го има Европскиот мировен фонд кој што одразува растечката соработка во безбедноста и одбраната помеѓу Европската унија и Северна Македонија. Морам да кажам дека денес е многу убав ден, ги гледаме резултатите и гледаме како ова партнерство не само што со себе носи нова опрема, туку вклучува и обука. Ова е прв од неколкуте планирани воени пакети наменети за македонската армија, а ќе пристигнат во наредниот период. Бориме за пакет тотал околу 40 милиони евра и плюс дополнителни 2 милиони евра за балканските медицински цели. Значи, работиме постојано, се надевам дека во наредниот период ќе најавиме дополнителни пакети, каде што ќе опфатат дополнителна опрема, но она што сакам да го кажам е дека исклучителната соработка што имаме со амбасадорот, со европската делегација, внесува голем плод, внесува дополнителна опрема, внесува зголемување на буџетот, што е многу важно. Презентацијата на новата опрема се одржа во Скопската касарна Илинден. Албанскиот премиер Еди Рама потврди дека нема намера да поднесе оставка и покрај протестите против проектот за луксозен ресорт на југот на земјата кој влегува во вториот месец. Тој оцени дека неговата влада има јасен мандат од граѓаните да го доврши процесот на пристапување на Албанија во Европската унија. Истовремено албанскиот премиер оцени дека протестите се показател за демократската зрелост на земјата и нагласи дека владата има обврска да ги слуша пораките што ги испраќаат демонстрантите. Инаку вчера протестите против политиката на Рама ескалираа со насилство, при што според Министерството за здравство на Албанија медицинска помош побарале 16 лица, меѓу кои 14 полицајци и 2 демонстранти. 2 турски државјани се обиделе преку копнениот граничен премин во Еврос во Грција да внесат 50 пиштоли и 49 рамки за куршуми, пошто биле уапсени. Од грчката полиција соопштија дека по соодветна обработка и анализа на добиените информации било утврдено дека се подготвува транспорт на голема количина оружје преку камиони за меѓународен транспорт, а за да се спречи била испланирана и спроведена координирана акција. Дополнително било утврдено дека запленетите пиштоли немале серијски броеви, исто како во случаите што истиот оддел ги истражувал пред неколку месеци. Црногорското Министерство за внатрешни работи започна широка акција за проверка на имотот и начинот на живот на полициските службеници. Од почетокот на 2025 до средината на 2026 година се отворени 50 предмети во кои се опфатени најмалку 122 полицајци и лица поврзани со нив. Под истрага се луксузни станови, куќи, скапи автомобили и сомневања за несразмерен имот, злоупотреба на службена положба, примање подкуп и перење пари. Досега се поднесени 2 обвиненија, а во 3 случаи истрагите се уште се во тек, објавува журнал.мк. 4 пожари денеска имаше во Штип и околината, гореше под Исарот, а помеѓу Чардаклија и Долни Балван, Млекарата и Караорман. Најголем пожар беше помеѓу Чардаклија и Долни Балван. Гореше сува трева, деградирана шума, а силниот ветер се закануваше огнените јазици да дојдат до првите куќи. Мештаните со трактори правеа заштитен појас. Според нив, причина за избувнување на пожарот бил искра од косилка за трева во близина на приватен плац со фотоволтаици. Поради силината на ветрот, делницата помеѓу овие две села беше затворена за сообраќај. Кога избувна овој пожар? Па може има 1 сат и повеќе. И сега се прави заштитен појас? Па нормално. Своја само ако префрло тама навака до тоа преку другот одмах и префрло. Среќа што трактор удара и липтеро со тоа забутање што е земјата. Малку они спасява, највеќе тракторот тука спаси. Одара од рампата, спрекај пругата, до кај може да оде трактор, одара неколку бразди. Предходно, електрични кабли предизвикаа пожар на дел од подножјето на Исарот. Гореше трева и нискостеблисти растенија во делот на Исарот наспроти ректоратот и бензинската пумпа на Макпетрол.
Брзо интервенираа пожарникарите, но и доброволците пожарникари, кои пожарот го локализираа и спречија тој да се доближи и ги загрози куќите. За да се избегне и најмал ризик од повторно активирање на пожарот, интервенција по завршеното гаснење имаше и од страна на Ер-трактор. Пожар имаше и кај млекарата и кај Караорман, но за среќа без поголеми штети. Денеска гореше и во близина на Пробиштип, каде огнената стихија се ширеше до селата Петршино, Неокази, Бучиште и други места. Пожарот е настанат првично помеѓу селата Петршино, Неокази и Бучиште, после тоа од силниот ветер е префрлен во самите куќи од селото Бучиште, каде што се опожарени и неколку куќи. Нашите противпожарни служби се на терен. Имаме помоши од пожарната од Кочани, како и доброволните противпожарни друштва. Се надеваме дека ќе го локализираме пожарот и дека ќе нема големи последици. Пожарот и густиот чад на делницата Пробиштип-Штип предизвикал сообраќајка. Според првичните неофицијални информации, во критичниот момент возечот се обидел да го избегне огнот до патот, при што преминал на другата страна од коловозната лента и директно се судрил со друго возило. Повредените се хоспитализирани, а направена е материјална штета. Од противпожарните единици на Пробиштип и Штип повторно апелираат до сите граѓани, особено до оние кои имаат ниви, во ниту еден случај да не палат оган, бидејќи на високите температури последиците можат да бидат катастрофални. ОВР Кочани поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Кочани против 8 службени лица вработени во Државниот инспекторат за труд поради сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата. Според полицијата, пријавените, иако биле должни да вршат инспекцијски надзор во периодот од 2022 година до 16 март 2025, ниту еднаш не покренале постапка по службена должност за контрола на угостителски објект во Кочани. Во соопштението се наведува дека објектот 13 години работел без ваков инспекцијски надзор. Со непостапувањето, како што наведува МВР, не било спречено незаконско работење на објектот, а ангажираните лица били изложени на ризици во однос на безбедноста и здравјето при работа. Воедно било возможено објектот незаконски да продолжи со работа и да оствари противправна имотна корист во износ од над 1,2 милиони денари. Бањскиот и планинскиот туризам се иднината на источниот регион. Стои во анализата на стратегијата за развој на туризмот во источниот регион за наредните 5 години. Ние го сметаме планинскиот туризам за еден од клучните видови на туризам. Споредо на нашите анализи, но ќе видиме и другите. Инаку се разбира, добро сме запознаени ние како експерти со културните ресурси на овој регион. Кои би биле тие, да речеме, еден? Ево, значи едниот е планинскиот туризам, вториот би бил бањскиот. Кои се првичните контури, првичната рамка на оваа стратегија? Првичните контури ќе бидат насочени кон подрачја кои што се актуелни во туризмот. Веројатно организацијската поставеност е еден од битните елементи. Исто така легислативата треба да се направи, дигитализацијата е важен сегмент во развојот на туризмот. Дали работелницата ги исполни очекувањата? Искрено се надевам дека сите ќе се вклучат во оваа дискусија и ќе дадат своји предлози како источниот регион може да го извлече максимумот од оваа гранка, а со тоа и ќе придонесеме во развојот на економијата и добивање на нови работни места. Стратегијата ја подготвува работна група, а денеска на оваа тема од страна на источниот плански регион во Штип беше организирана регионална работилница. Љубителите на музиката и стрип уметноста ќе имаат можност да уживаат во две интересни културни случувања во Дом на млади Штип во рамки на 41-то издание Штипско културно лето. На 5 јули в недела со почеток во 20 часот ќе се одржи концерт на Давид Темелков, кој ќе настапи со репертоар од своји познати музички композиции. Веќе следниот ден, 6 јули понеделник, исто така од 20 часот, посетителите ќе може да ја проследат изложбата на стрип табли "Стрипот во Штип, стрипот од Штип", која прикажува историјата, развојот и авторите што оставиле свој белег во штипската стрип сцена. Денеска со потребувачите разговараме за тоа што преферираат во овие летни денови да купат: овошје или зеленчук.
па да ги видиме ставовите и да ги слушнеме. Што повеќе се купува, зеленчук или овоше? Што повеќе купувате сега? Зеленчук повеќе. Оти? Па едноставно тоа, поетино. Но не поскап, па поетино е. И овоше и зеленчук и се. Ја купи црешни, па... Колку? 120 ли? Ефтино ли? Ефтино е. Кој што му треба? Кој што му Што треба? повеќе преферирате? Јас си купи овоше, купи си краставички и зеленчук и овоше. Ама што повеќе од тие две работи, да речеме сега, ако треба нешто да се... Зеленчук. И овоше и зеленчук, патлиџани, краставици, пиперки. Само преку милите треба да И се тоа е тоа, справи. од се побалку. А вие што преферирате повеќе? Па, патлиџани, краставици. Ова беа потребувачите и нивниот став. Сега да ги слушнеме пазарџиите што тие мислат и дали се согласуваат со потребувачите. Што најповеќе продаваат, овоше или зеленчук? Днеска сум задоволен од купувачите. Има многу гужва. Троши се највеќе морково, цвеклото, модрите, па излезе ми прв пат пипер ми излезе од фолија, ама таа не е отворено. Сега за сега се уште преферираат на зеленчукот. Затоа што зеленчукот служи како основна храна. Сега, тука застапено е овошето. Без овоше преку летото на жестина не може. И овај пазарен ден нема да напомине, без намалување на цените. Еве кои цени се помали за разлика од минатиот пазар, овој пат кај зеленчукот. Цвеклото ми е паднато, морков ми е падната и модите паднати се. Борнија имам денеска пристапачна 100 динара на борнија, што значи дека некне беше 150. Освен зеленчукот, потребувачите преферираат и овоше. Струмичките лубеници, дињи, меѓу најбараните. Денеска пазарот е добар, да кажам, ама со пониски цени. Бустанот беше 20 денари се зема, дината е 30 денари и бустанот го земат, тоа има ниска цена 20 денари од кило. Откако со месеци бил мета на кражби, собственик на куќа во Индонезија заедно со соседите организирал ноќна стража. Кога четворица осомничени наводно влегле во дворот, те биле совладани, врзани со селотејп и задржани до пристигнување на полицијата. Снимката од инцидентот брзо се прошири на социјалните мрежи, предизвикувајќи поделени реакции. Едни го поддржаа собственикот, додека други сметаат дека вакви ситуации треба да ги решава исклучиво полицијата. Случајот е во тек на проверка. Утре времето сончево и ветровито. Температурите ќе се искачат до 29 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 30 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 38%. Температурите по градови се следните. Штип 29 степени. Карвенци и Пробиштип 27. Чешиново Облешево 29. Кочани 27 степени. Температурата во Виница до 27 степен, во Македонска Каменица 26, во Делчево 25, Пехчево 22 и Берово со максимални 25 степени. Според православниот календар, утре е ден на светиот маченик Јулијан Тарсиски, во католичкиот на Елизабета Португалска.